Фирми од општина Виница регистрираат седишта во селата за да избегнат плаќање на даночните и други обврски кон локалната самоуправа, користејќи ја одлуката од 2014 година, со која дел од населените места се сметаат за пасивни, па се ослободени од плаќање на надоместоци за општинскиот буџет. Тоа беше една од причините поради кои Советот на општина Виница го усвои предлогот за дополнување, односно измена на одлуката за определување населени места кои се сметаат за пасивни со изразена миграција. Со ова, бројот на селските населби, кои со претходната одлука беше определен на 12, сега се намалува на 3. За измената на одлуката се расправаше на 17-та седница на Советот на општина Виница. И иако се чинеше дека таа ќе помине без многу дискусии, сепак го сврте вниманието на советниците, откако од општинската администрација беше дадено образложение зошто ова се прави. Во последните години имаме тенденција да правните субјекти ги основаат, односно како седишта ги земат населените места кои што се наведени во оваа одлука и на тој начин го избегнуваат плаќањето на фирмарината, односно комуналните такси кои се обврска спрема општината. Се работи за субјекти кои до моментот кога се префрлаат во тие населени места екзистират на територијата на општина Виница во населено место Виница, меѓутоа за да избегнат плаќањето го префрлат седиштето или основаат нови подружници во тие населени места само со единствена цел да не ги плаќат давачките спрема општината. Ако има стварно луѓе што намерно го прават, мада ја мислам голема фирма не би се замарала сега ќе оде ќе се регистрира, не знам, у Грляни или у Црн камен само за да 100 евра спаси. Значи не сме принципиални. И то не можем да гласам заради тоа што или ги ослободуваме сите или сите нека плаќат. Како е сега, Грляни не плаќа, Црн камен не плаќа, а останативе плаќа. Не е фер. Ја тие населени места може да познавам некоја покрупна фирма, ама генерално се мали фирми. Не знам колку успеват законски да прокнижуваат и плата и како се борат со сите тие предизвици и кризи, ама за една продавничка од, да не карикирам со бројки, ама од 100-200 илјади денара роба прехрана внатре, ако успева да плаќа придониси и плата да си пушта на самиот вработен, мислам дека е некоректно да посегнуваме по фирмарина од кој што општината ќе печали од 3 до 5-6 илјади денара. Дајте една посериозна анализа да имаме ние тука, една посериозна представа за колку фирми се за колку пари се работе, за кои населени места се работе, па да видиме доколку тоа е издржано, да донесеме правилна одлука. Вака имам чувство дека донасаме или не донасаме некоја одлука, паушално, како да ги кажам, без доволно аргументи, без доволно податоци, без доволно аргументи да се гласа за или против. Ја не може да бидам нити за, нити против. Едноставно ќе бидам воздржан за оваа одлука. Збореме за фирми кои имат само регистрирано седиште у тие населени места, а дејноста обавуваат у градот. Значи имаме таква злоупотреба. Регистрирам фирма у Калиманци, а дејноста ми у Виница. А примерно на Зоки е позитивен. Денесто му е Виница, регистрирал си фирма Виница. И некој он не можел да го направи тоа. Значи, збореме за бизнисмени кои што, мислам, фирми кои што и чии собственици живеат у Виница, не живеат у тие населени места. По повеќе од половина час дискусии за измената, односно дополнувањето, гласаа 8 советници од мнозинството, додека опозицијската советничка група гласаше воздржано со еден глас против. Со тоа, во иднина, како пасивни населени места со изразена миграција во општина Виница, ќе се сметаат селата Црн камен, Калиманци и Грляни, а фирмите кои имаат седишта во нив ќе бидат ослободени од плаќање на доместоци кон општинскиот буџет.